One-on-one web content brought to you by Good Nature. Неодамна прочитав статија во која беа напишани 5 фрази на германски кои мора да ги знаете ако сакате да работите во Германија или ако барате работа таму. Сега ние решивме обратно да им ја олесниме работата на германците што сакаат да работат во Македонија, оние стотици илјади германци што сакаат едва и чекаат да работат во Македонија, и издвоивме неколку фрази кои мора да ги научат за да работат во Македонија. Значи, ова се фразите кои германецот мора да ги знае. Број 1, Бозо. Ова е најбитното прашање, бидејќи Македонија е често неизвестна земја во која плановите треба да се што пократкорочни. Затоа мора да се научи. Абе, пушти ја овие плата? Така е, мора да се научи тоа. Друго што треба да научат германците. Честопати на работа ќе имате повеќе слободно време, што треба некако да го пополните. Најдобро е тоа да се направи преку непотребно трачарење на колегите. Затоа мора да се научи. Види го бе овој како е облечен. Вака се оди на работа? Мора да се научи. Трета работа, германци, слушајте добро, во Македонија се работи многу напорно. И често се работи толку многу, што едноставно, мора да се побара пауза. Значи, толку се работи што мора да се напиеш вода или пиво или ракија, нешто. Ова особено важи за мајсторски дејности и куќно реновирање, а се прави на следниот начин. Газда, а ова треба да се намокри, да видиме да не тече од негде. Четврто, германци, слушајте добро. Во Македонија често се комуницира со претпоставените, бидејќи ние навистина многу цениме тимска работа во Македонија. Сечи глас се слуша. Со претпоставените секогаш се комуницира на одреден начин, а тоа е вака. Да, шефе. Или? Важи, шефе. Само така. Да. Да. Пето, германци. Во Македонија честопати се комуницираат работи кои точно не знаеме ни што значат. Можда е поговорка, можда е суеверие. Но секако доколку мислиш да работиш во Македонија, треба секогаш да повторуваш. Абе, државно си е државно. Тоа беа 5 работи што мора германците да ги научат. Послушајте, германци. Послушајте.